Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава. Од 7 овој месец стапува на сила новиот закон за сообраќајни прекршоци. Со зголемувањето на казните се очекува да се намалат прекршоците во сообраќајот. Денес е светски ден за заштита на животните. Овој ден представува повод луѓето да размислат за својот однос кон животните. Македонската православна црква ја одредила првата недела од месец октомври за заеднички празник. Денес се празнуваат сите македонски светители. Само што заврши хуманитарната трка која во 11 часот започна во центарот на градот. Собраните средства од оваа трка која од хуман карактер ќе се донираат во училиштето за децата со посебни потреби во Штип. Регистрирани се 55, значи за нас е успешно остварена трката, собрани се околу 11.500 денари. Средствата ќе бидат наменени, значи очекуваме и други донатори, ако трката е завршена, значи да се донираат средства во центарот за деца со посебни потреби. Дневниот центар во Ново село. Од 7 месецов стапува на сила новиот закон за сообраќајни прекршоци, со кој се очекува зголемените санкции за несовесните возачи значително да ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Споредбено со стариот закон, санкциите за несовесните возачи се зголемени, но и се воведени нови обврски, како детско седиште, шлем и рефлектирачки елек за велосипедистите. Имено, возачот е должен да обрне внимание на пешаците кои се наоѓаат на коловозот или кои веќе започнале да чекорат по коловозот. На делот од патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена предпазливост. Предвидена е глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност. Исто така, возачот на моторно возило, како и лицата кои се превезуваат со тоа возило, се должни да бидат врзани со појаси, додека возилото учествува во сообраќајот. Во спротивно, предвидена е глоба во износ од 40 евра, односно регистрирање на 25 негативни бода. За лицата пак кои се превезуваат во возилото, а не носат појас, предвидена е глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност. Различно ќе бидат димензионирани санкциите, односно мандатните глоби кои што се изрекуваат, така што доколку возачот го управува возилото со брзина која што е поголема од 50 км на час од дозволената, односно го управува возилото со брзина над 100 км, тогаш согласно законот предвидено е глобата да изнесува 400 евра или пак предвидени се впишување на 65 негативни поени, а кумулативно на изречената глоба предвидена и прекршочна санкција од 6 до 12 месеци. Возачот на моторно возило за време на управувањето со возилото не смее да користи мобилен телефон ниту други уреди, зашто е предвидена глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода. На јавен пат во населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од 50 км на час. 400 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 65 негативни бода на возачот кој во населено место се движи со брзина поголема од 50 км на час над дозволената брзина. Покрај утврдениот износ на глоба, на возачот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на управување на моторно возило од 6 до 12 месеци. На јавен пат надвор од населено место, возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од 130 км на час на автопат, 110 км на час на пат резервиран за сообраќај на моторни возила и 90 км на час на други патишта. Целосното почитување на одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот во делот на глоби и казни, како и едукација и унапредување на сообраќајната култура се очекува значително да ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Денес, 4 октомври, е Светски ден за заштита на животните. Одбележувањето на Светскиот ден за заштита на животните започнува во 1931 година, кога во Фиренца на конференција на еколози е предупредено за одредени загрозени животни.
Од тогаш овој датум прерасна во светски ден за заштита на животните посветен на сите животински видови, а последниве години е проширен и на недела на заштита на животните која трае до 10 октомври. Овој ден представува повод за бројни поединци и организации од сите делови на светот да предупредат на проблемите со кои животните се соочуваат денес и да ги поттикнат луѓето да размислуваат за својот однос кон животните. Денес е недела во која се празнуваат сите македонски светители, односно Македонската православна црква ја одредила првата недела од месец октомври за овој празник. Иако тие си имаат и своји посебни празници, сепак овој ден е одреден за заедничко сеќавање на сите македонски светители, кои во изминатите 2 милениума на најразлични начини придонеле за афирмација на христијанството на овие простори. Македонските светители се подвизувале на ист начин како и другите од христијанскиот свет, страдале исто како и другите светители и на тој начин се доближувале до својот спасител. Министерството за одбрана на Русија планира да го зголеми интензитетот на воздушните напади на терористите во Сирија и повика на соработка на сите засегнати страни. Ова го изјави шефот на Генералштабот на вооружените сили на Русија. Целта на ударите на руската авиација се пунктовите за управување, магацини, комуникацијски центри, работелници за производство на оружје за терористите камикази и кампови за подготовка на екстремистите. Информации за објектите на Исламска држава се добиваат од Иран, Ирак и Сирија. За таа цел во Багдад почна работа на меѓународен информативен центар на координативниот комитет. Невладината организација Лекари без граници соопшти дека избезумениот персонал на незината болница во афганистанскиот град Кундуз телефонски се јавувал во командата на НАТО во Кабул и на воени функционери во Вашингтон, додека бомбите речиси цел час паѓале во текот на американскиот напад во кој загинале најмалку 16 луѓе, а 37 се ранети. Болницата на Лекари без граници, во која се наоѓале најмалку 105 пациенти и 80 лица од персоналот, била делумно разорната, а како исчезнати се водат уште околу 30 лица. Според последните податоци, најмалку 9 вработени во болницата се меѓу жртвите, како и 4 возрастни пациенти и 3 деца. Италијанската полиција во еден минибус со бугарски регистарски таблички откри 400 килограми марихуана, чија пазарна вредност се проценува на околу 1,5 милиони евра. Полицијата ја открила дрогата во минибус марка Ford Transit. Полицијата извршила претрес на минибусот откако при запирањето на возилото поради рутинска контрола од него скокнал еден маж кој побегнал кон блиската ливада. Бегството на еден од патниците им се сторило сомнително на полицајците, па тие решиле да го претресат минибусот во кој била пронајдена дрогата, од која според полициски експерти можеле да се направат околу 280.000 дози. Денес ќе се одигра редовното 9-то коло во првата фудбалска лига, откако успеа да ја совлада екипата на Хоризонт Турново и да освои 3 бода. Фудбалскиот клуб Брегалница се искачи на 6-та позиција на табелата. Во 9-то коло ќе гостува кај екипата на Ренова, која е на 9-та позиција со 5 бода. Останува да видиме дали Брегалница ќе успее да се избори за нови 3 поени. Останатите надпревари кои ќе се одиграат денес се Работнички Металург Скопје, Шкупи Шкендија, Силекс Вардар, Турново Царев двор. Ова е се во првото информативно издание. Повеќе за денешните настани гледате во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.